Илјадници луѓе ќе останат без работа, а стотици компании ќе стават клуч на врата ако владата подитно не излезе со мерки и не помогне за ублажување на последиците од скапата индустријска струја. Стопанската комора на Македонија алармира дека следува екстремно тежок период, а особено тежок за малите и средни предпријатија. Првиот човек на комората Бранко Азевски вели дека владата мора да се однесува одговорно и да помага, а не да носи козметички мерки кои немаат никаков ефект. Нашите искуства компаративни од овие 6 држави зборуваат дека секаде се во поповолна позиција компаниите, затоа што имаат субвенционирана струја, односно утврдена струја со определена цена, која што е директно од производството сопствено на тие држави. Ние се наоѓаме на слободниот пазар и плаќаме огромни суми кои што денес се движат и до 350 евра, а можат во некоја комплицирана ситуација на прекин стварно на рускиот газ на Европа да предизвикаат и уште дупло зголемување на цените. На иста линија се и во Конфедерацијата на работодавачи. Миле Бошков за Алфа рече дека владата требало да делува навреме и тоа како што го направиле сите земји од регионот и од Европа. Уште една мерка која може да помогне на најбројните микро и мали предпријатија и занаетчиите е ревидирање на цената на струјата во насока на нивното работење, односно голем број од овие што ги споменав работат со индустријска струја, можеби ќе треба да се размисли да добијат или олеснување или некакво ослободување во однос или намалување на тарифите. Сметаме дека од септември и октомври натаму дека сериозно ќе се соочуваме со криза за која ќе мора да бидеме подготвени за да не козметички ги решаваме проблемите. Речи си месец дена економските министри ги немаше никаде. Вчера конечно се појавија во јавноста и промовираа неколку мерки. Забранет извоз на огревно дрво, пелети, пченица и брашно, но и укината царина за увоз на масло за јадење до крајот на годината. И додека Македонија вчера воведе некакви мерки, Словенија, например, истиот ден најави интервентен закон за намалување на ДДВ, и тоа за сите енергетски производи, не само за струјата и природниот газ, туку и за мазутот и дрвената биомаса. Стопанските комори велат дека нашата влада го игнорира најголемиот проблем, а тоа е екстремно скапите енергенси кои сериозно влијаат на нивното работење на крајната цена на сите производи.